Се враќаме во студиото пред време, би рекле, од предвиденото, имено пред неколку минути, само што практично се исклучивме со снимките од дрон кои ги имавме пред собранието, таму се случи мал инцидент. Таа снимка ќе можете да видите нешто подоцна во програмата, но со дрон сме и со слика повторно пред собранието, каде што гледате дека улицата е повторно испразнета, сообраќајот не се одвива, поради тоа и овој потек од градската болница кон Црвен крст е исто така речиси блокиран и повторно тука имаме на вистина 10-15 граѓани кои што го блокираат сообраќајот во целото централно подрачје. За боја на вистината, Антонио, кој за некоја минута ќе го имаме на линковска врска со своји гости на сосема друга тема, ни испрати видео во кое што се гледа како пред некоја минута овде се има случено инцидент, именно групата која што протестира, за која што вели дека се воглавно пензионери, ги нападнала возачите кои што со автомобили се обиделе да поминат по ова улица. Тие возачи поминуваа по оваа улица затоа што сообраќајот и не беше сопрен. Кога нема полиција, секој мисли дека може тука да помине, но граѓаните, веројатно, овие кои што протестираат, ја блокираа улицата и нервозни поради тоа што некој се обидел да помине по нивната улица, ги нападнале и тоа како што вели нашиот колега, буквално со бастуми им удирале по автомобилите. Таа снимка ќе видиме. Ќе видиме некаде подоцна. За програмата, да. Она што следува сега е колегата Антонио Крстевски. Дали го имаме Антонио на линк? Се надевам се слушаме. Се слушаме, Чаловски. Добро вечер од центарот на Скопје. Причина за ова наше линковско јавување е најактуелната тема која што деновиве па и недели наназад се говори во македонската јавност, односно бегството на поранешниот премиер Никола Груевски и добивањето азил од страна на Унгарија. Меѓутоа, оваа тема вечерва ја обработуваме од малку поинаков аспект. Еден ТВ денеска успеа да дојде до информации од страна на Министерството за правда за тоа колку екстрадиции се случени од Унгарија во Македонија, со оглед на тоа што вчера министерката за правда Рената Десковска изјави дека досега не било одбиено ниту едно барање кое што Македонија го испратила до Унгарија, било наменето за екстрадиција на лица граѓани на Република Македонија кои што го прекршиле законот и кои што се гонеле кривично. Успеавме да дојдеме до информации кои што говорат дека во последните 3 до 4 години од Унгарија во Македонија се екстрадирани 15-тина лица и тоа за најразлични кривични дела. Како што претходно напоменав, министерката Рената Десковска вчера најави, односно изрази убедување, уверување дека се надева дека унгарските власти нема да го одбијат ова барање кое што досега е најобемно и најсензитивно, односно барањето за екстрадиција на поранешниот премиер Никола Груевски, кој што треба да отслужи 2-годишна затворска казна во затворот во Шутка. Имаме подготвено прилог со повеќе информации, па предлагам да го видиме. Македонија и Унгарија имаат одлична соработка кога станува збор за екстрадицијата. Ваков заклучок може да се извлече од податоците до кои дојде еден ТВ, кој вела дека во последните 4 години 15 македонски државјани, сторители на кривични дела, кои барале спас во Унгарија, биле екстрадирани назад во Македонија. Од Министерството за правда за еден ТВ велат дека досега од Унгарија одбиено само едно барање, бидејќи делото за кое се барало екстрадиција кај нив не било кривично дело. Во 2014 година од Унгарија во Македонија екстрадирано е едно лице, во 2015 едно лице, во 2016 5 лица, 2017 5 лица. Во 2018 година до денес се работело на 11 предмети за екстрадиција. Од тие 11, 3 предмети се реализирани во 2017 година. 2 предмети се реализирани во 2018 година. Едно барање за екстрадиција е одбиено. Не е кривично дело по нивниот закон. Едно барање за екстрадиција е повлечено. 4 предмети се во тек. Последната екстрадиција од Унгарија во Македонија се случила на 7 септември годинава. Лицата кои досега се испорачани во Македонија биле гонети за голем број кривични дела,
велат од Правда за 1 ТВ. Лицата за кои се бараше екстрадиција се гонеа за насилство, неовластено производство и пуштање во промет на наркотични дроги, психотропни супстанции и прекурсори, недозволено преминување на државна граница, напуштање на немоќно дете, затајување, измама, напад на службено лице при вршење работи на безбедноста, спречување на службено лице во вршење на службено дејствие, злоупотреба на службена положба и овластување, примање награда за противзаконито влијание, злоупотреба на средства за финансирање на изборна кампања, повреда на избирачко право, перење пари и други приноси од казниво дело. Македонија во овој момент чека одговор од Унгарија на досега најтешкото и најкомплицирано барање за екстрадиција. Никола Груевски доби азил од Унгарија, но министерката Рената Десковска вели дека во документацијата испратена до унгарските власти детално е наведено зошто Груевски мора да биде испорачан на македонските власти. Оваа процедура која што досега се спроведува во Унгарија е процедура која што ние ја очекувавме и ја знаевме дека прво ќе се даде предност на постапката за азил, а потоа ќе се разгледувало прашањето за екстрадиција. Барањето за екстрадиција е навистина образложено со сите аргументи и доколку се одлучува врз основа на правни процедури, врз правни основи треба да биде удоволено. Сакам да потенцирам дека досега со Унгарија не сме имале проблем околу екстрадицијата во ниту еден случај. Никогаш Унгарија не покренала никакво прашање, ниту за состојба во затвори, ниту за сомневања во делувањето на судството за да одбие екстрадиција. Значи ова не е прва екстрадиција која што ја бараме, но се надевам дека нема да отскокне, да биде прва која што ќе биде одбиена. Значи сите досега биле удоволени и ние немаме проблем во процесите со екстрадиција досега. Во текот на вчерашниот ден и владата преку портпаролот Миле Бошнаковски изрази цврсто уверување дека Груевски ќе биде екстрадиран, дека ќе одслужи 2-годишната затворска казна, но и дека во Македонија ќе го дочека епилогот од другите судски случаи кои се водат против него. Тоа што го стори минатите денови екс-премиерот Никола Груевски, што побегна од Македонија и што успеа да добие азил во Унгарија претходно, го сториле и многу личности од Европа и од светот. Колешката Ивана Салтировска подготви еден краток прилог во кој што се опишани едни од најистакнатите личности во светот кои што успеале од икс причини да избегаат од своите држави, да успеат да добијат азил во други држави во светот. Предлагам да го видиме овој прилог. Рене Декарт побегнал во Холандија, Томас Хобс во Франција, Карл Маркс во Британија, Лав Троцки во Мексико, а Никола Груевски во Унгарија. Од политички водачи до револуционери и мислители, концептот за азил ги штити бегалците уште од антички времења. Сепак, од пред неколку дена на листата азиланти на Википедија, покрај имињата на Далај Лама, Боби Фишер и Шахот Реза Пахлави, се најде и тоа на побегнатиот поранешен македонски премиер кој во земјава е осуден за корупција. Од поново време најпознати азиланти се австралиецот Џулијан Асанж и американецот Едвард Сноуден. Со украдени документи од американските институции, двајцата открија мрачни дипломатски и разузнавачки игри меѓу државите и инспирираа други свиркачи. Дипломатските преписки што ги објави Асанж и досијата на американската НСА што ги извлече Сноуден, во прв момент ги потресоа политичките сцени во голем број земји. Засегнатите политички структури тргнаа против нив за да обесхрабрат и други слични обиди. Јавноста реагираше поделено, од протести за поддршка до прогласување за државни предавници, а политичките игри успеа да ги одведат во неочекувани азил дестинации. Асанж повеќе од 6 години е заглавен во еквадорската амбасада во Лондон со здравствени проблеми поради предолг престој на затворено и под ризик секој момент да биде протеран, уапсен штом ќе стапне на британска почва и екстрадиран во САД. Сноуден пак предавството на американските разузнавачки тајни го одведе во Русија, во привремен азил кој може да му биде укинат секој момент и под надлежност на Путин, кој како прв услов побара од него да престане да работи на штетата на американските партнери. Од имињата и земите на листата азиланти се гледа дека овие лица често се користат како политички пиони во игрите на надмоќ, но има и случаи на обични криминалци, меѓу кои и американката Денис Харви, осудена на 30 години затвор поради консензуален сексуален однос со 16 годишник, дело казниво во САД, но не и според канадскиот закон каде што побарала заштита. За разлика од правото на азил, криминалните структури често го користат и законскиот вакуум на непостоењето договори за екстрадиција меѓу земјата дестинација и матичната земја.
Токму на оваа тема вечерва разговараме со Љупчо Арсовски, поранешен помошник министер во Министерството за надворешни работи и долгогодишен амбасадор на Република Македонија во повеќе земји во светот. Господин Арсовски, благодарам што прифативте поканата на Еден ТВ. Кој е вашиот коментар за бегството на екс-премиерот Груевски од Македонија и успешното одобрување на азил во Унгарија? Добро вечер, поздрав до гледачите на Еден ТВ и до вашите колеги во студиото. Ова цела рашомонијада која не е пред нас веќе, како што вие рековте, една недела, навистина предизвикува голем интерес, предизвика кај нас, но за мене најзначајно е тоа што предизвика еден голем позитивен интерес во однос на целата работа во западните земји. Именно се работи за бегство на поранешен премиер, кој е веќе осуден, кој редовно се јавуваше во судот со повремени изјави дека има притисок врз него, дека е политичко судење, што не зачудува воопшто, бидејќи во вакви ситуации секогаш луѓето кои се огрешиле и направиле одредени престапи и така натаму и криминал се повикуваат како политички како политичари, како политички луѓе кои се целиот, да речам, свој век во последните десетина години се посветиле на политиката, го кажуваат тоа со причина да ја избегнат правдата. Кога ги спомнав западните земји, важно е да се каже прво како Унгарија, која е избрана во случајов земја на Европската Унија, и тоа најмногу зачудува, која за вакви случаи во рекорден брз рок одговори позитивно. Останува се уште разјаснување на кој начин тој одеше од автомобил во автомобил и потоа евентуално во авион, и тоа и помалку е важно понатаму, но е значено дека имал голема логистика од страна на унгарската дипломатија, која била директно водена од кабинетот на премиерот Орбан. Токму тој ми беше следното прашање, како може да се одрази ова на билатералните односи меѓу Македонија и Унгарија, со оглед на тоа што големи се сомнечите дека унгарски дипломати и во Македонија, и во Албанија, и во Црна Гора, и во Србија се вмешани во бегството на Груевски. Па тие сомнежи се веќе обелоденети дека се сигурни, тоа беше кажано од највисоките личности на некои соседни земји, дека потврдуваат дека во целата оваа операција учествувале дипломати на унгарската дипломатија на неговиот пат преку Албанија и Црна Гора и Србија, за да стигне, за да ја отпочне завршницата во давањето на изјава, распрашување и така натаму околу политичкиот азил. Овде се работи за политички азил и тој требал да поднесе секако докази, и зачудува како толку бргу унгарската влада заклучи, односно дипломатијата и надлежната служба за давање на азил, дека се работи за такво случај, именно дека е злоставуван, дека му била закана имал за смртна и така натаму, и сето тоа е само резултат на едно големо пријателство кое го врзува со премиерот Орбан, кој тој го потврди, и каде што навистина она што значи постапка за азил е оставена на страна. Тоа се потврдува и во изјавите на повеќе западни функционери на Унијата пред се, но денеска се огласи и Стејт департментот, кој порача дека Груевски треба да се врати во Македонија и да ги заврши сите обврски врзано за она што значи правна држава за кој тој се борел. Господин Арсовски, во интерес на времето, јас ви благодарам за ова гостување во отвореното студио на Еден ТВ. Пред да се одјавиме, само да напоменеме дека
Денеска побаравме и одговори и од Министерството за внатрешни работи за тоа колку македонски државјани, односно македонски граѓани кои што имале одредени проблеми со законот, успеале да избегаат надвор од Македонија и да добијат азил во земјите каде што го побарале, но до сега немаме одговор. Се надеваме дека во текот на утрешниот ден ќе ги имаме одговорите. Антонио, ти благодариме и тебе и на господинот амбасадор за ова вклучување во отвореното студио. А бидејќи ова е телевизија каде што најразлични профили на луѓе гостуваат и најразлични идеолошки, односно политички убедувања, имаме еден друг гостин кој што веќе го представи. Веќе можевте да видите денес и во најавата и пишуваше во аголот на екранот дека денес попладне наш гостин е Филип Петровски. Филип, здраво. Добро вечер. Ние во ова Во емисија после 15 години. Така, се гледаме после 15 години во исто во студио. Да, тука ја правевме емисијата. Кога прв пат излезе во јавност за тоа дека се води досие за тебе, па имавме прилика да го видиме овде и во живо и како што самиот кажа, потоа дури успеа и да го објавиш како четиво. Филип, кој е поводот да бидеш овде? Јас ќе кажам од моја перспектива, човек кој што знам дека сега не грубо звучи ако кажам целиот живот, но добар дел од својата кариера милуваш да ја минеш на улица и преку улицата да се бориш за своите ставови, права или не знам дали се само ставови, права или има нешто повеќе од тоа. Така ќе почнеме, ама во контекст на претходниот линк што го имавме, прво коментар, како го коментираш бегството на Груевски во друга земја? Јас ќе отстапам од ова што се раскажува како приказна во Македонија со лични карти Албанија, Црна Гора. Денеска се точно 2 недели како македонската јавност се замајува со бегството и азилот на Никола Груевски. Она што е побитно во Македонија во овој момент е промената на уставното име, бришењето на АСНОМ и запишувањето на Охридскиот рамковен договор во преамбулата. Ми се чини дека беше направена една шаховска партија, ампасан се вика тој потек, замена на фигури и вниманието ни отиде сосема на друга страна. Се разбира, феноменот Никола Груевски, бегството, азилот, треба да се толкува, треба да се размислува многу, но во контекст на промената на името, неговото отсуство всушност значи зајакнување на позицијата на Заев и олеснување на промената на уставот. Изворно знам, бидејќи имам луѓе кои што ме информираат за овие работи од сите структури на државата, дека неговото присуство на денот на отварањето на уставот значело и сигурност и извесен притисок врз дел од пратениците да не гласаат за промената на уставот. Практично неговото вадење од државата, кое што не можело да биде случајно, тој ден текнато, без договарање по тајни канали, без тајни служби кои што се замешани. Оние најмоќните во светот, значи неговото вадење е дел од оваа ситуација да Македонија на крај заврши како некоја нова држава. Кога се зборува за промената на името како политички став, кој е политички активен граѓанин? Оној кој што излегол и гласал на референдумот, каде што имаше над 90% луѓе кои што гласаа за, од 600.000 излезени гласачи, или секој кој што решил да бойкотира? Кој е политички активниот? Кој е тој што решава? И тој. И сега да ви кажам и околу референдумот одстапува моето мислење од вообичаеното што се спомнува во јавноста. Референдумот беше фалсификуван. Имено, веќе никој не зборува дека Рачиново и Сарај имаат наполнети кутии. А ако се земе дека референдумот се спроведува според закон за избори, значи кривичниот... Дали ќе успееше ако беше наместен референдум? Не можеа да го наместа толку многу. Значи, го наместија, го местеа, притиска, имаше безмилосна крвничка пропаганда за перење на мозок, но и така не успеа. Сега, зошто никој не одговара за полнењето на кутиите е прашањето. Значи, беше договорена целата ситуација.
но сепак не успеа. И според мои сознанија нема ни 30% излезени, значи околу 36 располагаме бројка, меѓутоа таа бројка е без полнењето на кутии под 30%, што би ја свело бројката која што го подржа тоа небулозно прашање на некои 25-6%. И таков треба да биде одговорот на народот. Народот со својата абстиненција покаже дека има едно чувство за преживување, дека може да ја види манипулацијата. Едноставно прашањето и не заслужуваше одговор според терминологијата од 2004 на СДСМ, затоа што таму имаше 3 прашања. И јас сум убеден да беа раздвоени 3 прашања, значи 3 ливчиња, и во еден ден, дали сте за промена на уставното име, дали сте за НАТО, дали сте за ЕУ, ќе добиевме сосема различни одговори на тие 3 прашања, кои што немаше да кореспондираат воопшто. Затоа што некој е за ЕУ, но не е за НАТО. Некој е за НАТО, не е за ЕУ. Некој сака промена, но некој не ќе промена, а сака во НАТО. Значи, комплексност... Вие сте дел од фракцијата во ВМРО ДПМН, меѓутоа дел од она поширока опозиција. Да. Ако излезеа повеќе луѓе на тој референдум кои што ќе гласаа против, тогаш ќе беше чисто јасно, немаше да се толкува најразлично тој исход од референдумот. Знаете што, кој како сака може да го толкува. И ќе беше во полза на опозицијата. Референдумот е неуспешен. Нема толкување. Неуспешен е. Нема конечен одговор дека граѓаните се сложуваат за промена на името. Нема таков одговор. Но немаме луѓе кои што рекоете немаме ни доказ дека е да фалсификат. Мене прашањето ми е со оглед на тоа дека многу често коментираш нели за многу настани кои што се случуваат на политичката сцена. Јас прашувам колку често имаш аргументи за тоа што го тврдиш, нели бидејќи навистина повеќе или помалку твојата уста може да се случи дека се е резултат на некаква конспирација, еве шаховска игра и така натаму, но тоа колку често ние го имаме на маса со докази црно на бело дека така се случило. Јас ќе се надоврзам генерално за се. Генерално за се. Вие мислите дека само европски се настроени луѓето во Чаир и во Рачиново и во Сарај? Тоа е, значи, гледате, ако излегле 30% секаде, а таму 90%, и излезноста била 50% во 17 часот, а во 19 била 90%, повеќе од јасно е дека по статистичките математички закони се полнети кутиите. Ако не сака тоа да... Да, но немаме докази. Ма еве гледате, јавно обвинителство ја гледа емисијата. Под опрен глас треба да ги отворат кутиите во Државна изборна комисија. Зошто се затвараат тие прашања? Јас велам за да нема сомнежи да се отвори се. Се треба да се отвори. И ќе се не бега од тоа. Знаете зошто не ги отвараат? За да нема виновни. Затоа што според планот што требаше да се случи, требаше само малку да се допунат кутиите и да кажат еве го 51% готов успешен е референдумот. Да, но повторно велам немаме докази за тоа и она што често го користиш и во својот вокабулар, или плукаш по едни па плукаш по други. Јас ќе се надоврзам на еден веројатно твој следбеник кој што ти скоментира, плукајки по еден, по друг, по трет, губиш од сопствениот авторитет. Јас не знам дали го имаш тоа чувство или не. Не, воопшто не мислам дека е така. Значи, секој има право да има став и однос кон она што го правам. Може да го поддржуваат, може да бидат противници на тоа. Согласно тоа колку луѓе ме поддржуваат, колку луѓе застанаа во оваа наша борба. Прво беше бойкотирам, сега е и блокирам. Мене ми е сосема јасно дека сум на правиот пат, бидејќи нашите позиции беа усвоени од мнозинството граѓани, референдумот пропадна и македонскиот народ, ако го прашате во било каква објективна анкета, и тоа го велам повеќе пати, сега да земеме камера и да одиме на партизанска. Значи во живо. Ќе пуштиме на Facebook во живо пренос, пардон, да ги прашаме луѓево што мислат за референдумското прашање, ќе видите дека ќе добиете одговори кои што се соодветни на резултатите. Различни одговори ќе добиеме. Не, грешка сте. Јас мислам дека ќе добиеме различни. Ќе земеме камера. Ќе земеме, Ајде да земеме камера и заедно да одиме. Ќе земеме, не е никаков проблем. Зошто Ова е не? чувствителна Фатете тема, го предизвикот да го направиме Така, тоа. апсолутно, не велиме, не бегаме на тоа. никој не му е мило да се смени името на државата. Бидејќи вие зборувате за оние геополитички конспирации. Како поинаков исход од ова што сега го имаш? Ако се сеќавате, да, само да довршам, ако се сеќавате во првото писмо на Сашо Мијалков кој што беше исклучен од ВМРО ДПМН кон ВМРО ДПМН, да, кон врвот на ВМРО ДПМН, вели зошто не
успеавте да ги изнесете луѓето надвор, да гласаат против за тој одговор да преовлада и да нема вакви шпекулации дали успеал или не успеал договорот? Вие шпекулирате. Договорот, односно референдумот е со Не, јас само ви резултатот цитирав сосема дел од е- писмото. Ма не сакам ја да го коментирам тоа воопшто. За мене е релевантен резултатот. Резултатот е дека референдумот пропадна. И не пропадна за 1 или 2%, пропадна и со местење за 14%. Односно 15, требаше да има 50 плюс 1%. Значи, посебно не треба да се коментира, јасна е ситуацијата. Луѓето не го купија она што беше продавано како производ, дека треба да се смени името за да се влезе во ЕУ и во НАТО. Од озгора на тоа, Хан пред 2-3 дена ни кажа не размислувате до 2030 или нагоре од 30 дека ќе влезете во Европска унија. А нас ни беше прашањето дали сте за влез во Европска унија ако се смени нели името од прифаќањето на грчкиот договор, кој што некои го викаат и преспански. Ова е грчки договор. Значи правото имамо е грчки договор затоа што е сервиран од грчка страна. И што ако сакате да чуете што беше можноста како требаше да токму тоа. постапиме, Која е ви кажам. алтернативата, Значи така? алтернативата е прво мора да се одвојат прашањата затоа што тоа се сосема различни прашања. Друго треба да се расчисти со корумпираните политички елити во Македонија. Пред се е корумпиран македонскиот парламент. Таму имате луѓе кои што се под кривична закана, имате луѓе кои што се ослободени од притвор за да идат да гласаат да го променат името. Тоа е криминал. Филип, дали ти е познато името Андреј Родинов? Општо. Што општо? Што за него? Дали ти е познато името? Ништо посебно Кој не е знам. човекот и така натаму? Не знаеме. Што со него? Дали ти е познато Ама на името? испит ли Дали? сум? Не, само Кажете прашувам, теза. дали ви е Теза познато кажете, не името? одговарам на Андреј Родинов хипотетички е сликан прашања. пред месец дена со Влахов Мицов. Се поврзува со тоа што се нели проруско влијание, бидејќи русинот се исто така фали дека е пропаднат референдумот. Често се зборува за тоа проруско влијание и тоа што е нели Добро. бойкотирам или блокирам и конекциите кои што ги има. Затоа Ајде да ја видам тезата. Не, затоа праша Не, дали не ти ми е е познато, познато познаваш името. човекот, не Не. го познаш. Не. Толку. Не. Толку ми А беше може ли да прашањето. искоментирам за руското влијание? Ако Ќе имаш дозволите ли? за тоа, Ќе повели. дозволите ли? Да, Па апсолутно. видите, има во Скопје една номенклатура на новинари кои што најлесно им е да објаснат македонскиот патриотски став да го поврзат со рускиот. Еве јас ќе ви кажам отворено, јас немам контакти со руската амбасада, со ниеден оперативец или дипломат од руската амбасада, па сепак Но дали има околу имам тебе патриотски. луѓе кои што имаат Јас со Влахов такви Мицов врски? немам исто така никаков контакт. Влахов Мицов е член. Добро, сега го спомнавме член- него, може би има други. Значи, гледajte, Влахов Мицов беше член на друга партија. Јас сум од фракција на ВМРО. Ние сме во коалиција 84 организации, од кои што 30 се на македонската емиграција. Имаме исто размислување. Тоа не е баш мал број на организации кои што имаат исти став. Да не речам дека таква коалиција немало во независна Македонија. Оти знаете дека македонците многу често одат на различни ставови и лесно се раскаруваат. Така што таа коалиција е прилично голема, со прилично јасна позиција по македонските национални прашања и интереси. И Самиот никој пат не сме кажуваш- кажале дека сме анти ЕУ и анти-НАТО. Значи сум кажал дека треба Македонија лично јас, пошто не можам да зборам за 80 организации, таму има различна лепеза веројатно на размислувања, како што има веројатно и у студиово различни ставови. Така е. Значи јас сум за ЕУ, а за НАТО сум да се преиспитаат нашите позиции, но не велам не. Треба да видиме дали имаме воен капацитет, треба да видиме дали граѓаните го поддржуваат тој правец на милитаризација на Македонија, треба да видиме дали наши деца треба да гинат на некои фронтови некаде далеко по Самиот светот. кажа дека Значи треба да се 80, преиспита. така, 80 фракции, велиш. Не Постојат фракции, и организации. организации, се извинувам, и дека ете во некако во карактерот на македонецот е и да се раскарува и да припаѓа прво на едни па на други. Па и Филипе би рекла таков, со оглед на тоа што нели не беше дел од ВМРО, па беше дел од ВМРО, ДПМН, па сега повторно не се и така натаму. Колку тоа тебе ти помага или одмага во начинот на функционирање? И во Јас- каузата која што Филип е следи. Значи вака, Апсолутно, затоа што Ќе го јас сега цитирам- ќе го кажам и оној многу важен дел, са некој ќе Ајде. праша
Мене искрено меѓу другото мотивот да си овде сега е тоа што ти имаш сериозна публика која што те следи на социјалните мрежи. Ти значи си најдеш што се нов медиум со кој што ќе комуницираш дали со луѓе што те поддржуваат или не се согласуваат со тебе, нели имаш секакви, но најде начин како еве да комуницираш со тоа што се вика јавност. Но честото менување, не велам на ставовите, но на групите на кои што им припаѓаш, ти помага или ти одмага? Помага. Ќе го цитирам Тодор Александров. Ќе се врзам и со ѓаволот ако треба за македонската кауза и за македонската држава. И точно тоа го мислам и јас. Значи, кога ќе видам дека структурите на кои што им припаѓам застрануваат од таа линија, јас си кажувам на структурата, мене ме немате веќе во тој воз, мојот воз е Некој во друг правец. Но дали... И тој правец, значи, јас сум сузбиван. Прво од ВМРО ДПМН и од Груевски, 15 години бев сузбиван, да не можам да го кажам мојот став или Но да... затоа но потоа беше стана дел, делот, влезе дел во со- прегратките. па Да, но потоа бев 6 излезе. години опозиција. 6 години бев опозиција, кога никој не смееше да му каже, да му подигне глас на Груевски. Е, Вие сега треба да тоа- се тоа ќе се ме вратиме на тоа. интересира. Ќе се Сега, вратиме на ајде, тоа да ајде, ќе се одговорам вратиме, бидејќи има ајде, комплексни ајде, прашања ајде. поставувате. Ајде. Значи, фала му на технологијата и на развојот на цивилизацијата За да што допреш се до луѓе. што се отворија нови медиуми. Мене не ми треба партиска инфраструктура или партиски амин за да може да комуницирам со тие кои што сакаат да Или го за да го чујат. кажеш тоа што сакаш Значи, да јас си го го кажеш. кажувам и мерило е дали го гледаат или не го гледаат. Да, По имаш- тоа што го имаш гледаат, публика, така меѓу е. политичките профили во Македонија, мислам дека прилично јасни ставови и големо мнозинство на поддржувачи имам, посебно кај членовите на ВМРО ДПМН. Сега сакам нешто да прашам. Кога беше опозиција, Да. не убаво кажуваш дека не штедеше зборови, епитети и се што можеше да се каже против Никола Груевски, против тоа раководство, што прави со државава, како е тоа дувло на криминал и така натаму. И потоа навистина неверојатно кога ќе те види човек дека си дел од неговата екипа, условно кажано. Екипа велам ВМРО ДПМН. Екипа не, партија да. Партија, Да, но добра беше- екипа значи, на состав. беше дел од соработниците. Не е точно. Состав. Не е точно. Не се, друго ми е Не, 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 прашањето. ова е Јас сакам многу само- добро прашање и само сакам ова да го прашам. Како разјаснеме. изгледа тоа? Еве на крајот од криштата кажи ни дали беше тоа така, дали кога решија да станеш дел од нивната партија, еве, беше тоа разговор со Никола Груевски да се гледате очи во очи и како е тоа кога гледаш вака во очи некој за кој што Најдобро прашање што можеше да го завчера поставиш. си зборувал. Значи најдобро прашање што можеше да го поставиш. Многу сум благодарен за прашањето. Јас се вратив во ВМРО ДПМН на 12 февруари 2012 година. Тоа може да се провери на интернет. После 4,5 месеци преговори. Не со Груевски. Тоа сакав да знам, дали со Груевски Па ќе ви објаснам. Значи, со Груевски се видов на 13 март, прв пат 2015 година. 3 години и 1 месец после враќањето. И ќе Кој ви кого кажам не зошто. можеше да гледа во очи? Ти него или Никола? Тоа е Груевски? најмалку важно. Па еве мене ме Но интересира. за волја на историјата, значи за да биде јасно на гледачите и да остане материјал кој што може да се анализира, бидејќи нели ова завршува на мрежите, може да биде прегледано како материјал, треба да се знае дека процесот на обединувањето на десничарските фракции, ја тоа сум го кажал во најмалку 10 мои настапи, беше многу добро смислен во десницата од страна на Мартин. Значи, што се случи? Не се вратив само јас Така, од така, се демократската вративте десница, повеќе. него се врати една Така. фракција од Обединети за Македонија, една фракција од Бранителите и една фракција од ВМРО Народна. Значи, беше искреиран од идеолошки и пиар аспект еден процес дека десницата се обединува. И според мене, тоа во многу резултираше со добри резултати во 2013 и 2014. Она што се зборува постфестум и се истражува од СЈВ, дали имало местење на изборите или идеолошки ВМРО доминирало. Јас мислам дека е комбинација, дека може да се местело нешто и зашто треба да одговара секој што местел. Значи, ако пунел кутии некој, ако менјал таму резултати и записници, да си одговара и да иде во затвор. Но, јас ви тврдам дека во Македонија секој пат десницата е појака од левицата. И на Супер тој е, бран добро. го извозеа тој процес. Да, супер е таа приказна, но дали дозволи. вие се чувствувате искористени? Јас не се чувствувам искористен, сега ќе ти кажам зошто. Затоа што јас сум изворно дел
Од таа партија од дете. Но И еве таа кажуваш партија ја дека било чувствувам- добро изиграно тоа од Мартин, добро смислено. И пиаровски и логистички веројатно. И идеолошки. Но, и идеолошки. Со Но, идеолошката компонента се сложувам. сега кога гледате што се правело, какво чувство тоа Не еве ми ти се допаѓа. предизвикува? Значи тоа што не сум го Дали знаел. затоа велам се чувствуваш Значи изигран? тоа што не сум го знаел. Дали се чувствуваш Па изигран? затоа е мојот сегашен настап жесток, отворен и јас барам некои состојби да се демонтираат. Значи треба, ако се циглите поставени, да се симнат сите цигли на страна, да се декомпонира позадината, да видиме што правил Миле, не знам, некој друг, трет, четврт. Што има тоа што не го знаеме ние како членство, како е купуван имот, дали е оттуѓуван, дали се перени пари, дали се местени избори, кога све тоа ќе се декомпонира, кога ќе се одговара за све, кога ќе се расчисти со на тој начин девијациите, тогаш ние можеме да зборуваме дека партијата ќе почне да зајакнува. Затоа што на овој начин ние имаме силна идеолошка позадина и историски компонирана во духот на македонецот од формирањето на ВМРО 1893 година, но во овој момент имаме политички проблем со партијата која што се вози на таа магистрала. А јас ти кажувам 25 години го мислам тоа. И ако се сеќаваш на емисиите од пред 15 години, ништо не се сменило. Сега се вратам на Груевски, кога прв пат се видовме. Добро. Може ли? Кога последен пат исто? Последен пат исто ќе ви кажам. Значи прв пат се видовме на 13 март рече. 2015 беше петок 13 за да се консултираме за државниот архив. Тогаш недела дена пред тоа почина Зоран Тодоровски, директорот напрасно почина, Зоран Тодоровски, директорот на архивот, со кој што јас ги терав досијата на УДБА. Пак сме поврзани со онаа емисија од пред 15 години. Ние имавме идеја да објавиме досијата како е следена во ВМРО ДПМН. Меѓутоа он почина, тоа остана како отворен проект и тогаш ме викна Груевски ме праша дали ја можам да се нафатам да го терам тоа. Ја му реков тоа е дел од мојата идеолошка субстанца, дека јас сум пред све идеолог на ВМРО, не на ВМРО ДПМН, значи идеолог на ВМРО и дека тоа за мене би бил предизвик. Предизвикот резултираше со 30 книги, 30.000 страници издадени од досијата како е уништувана Македонија и македонскиот дух. Сега. Тоа беше 10 минути гледање. После тоа се видовме уште неколку пати. Последен пат се видовме 10 дена пред конгресот, пред наместениот конгрес во Валандово, ќе го имате Мицковски вечерва, па прашајте го за конгресот во Валандово. Конгресот во Валандово беше наместен, немаше мнозинство делегати, немаше уредна документација, Добро, тоа е нема едната уредни страна, записници. Филип, да не навлагаме Ама во ќе го тоа. прашате Мицковски, ќе може да го Тоа е говорите. едната Дозволете, страна. ама ме прашувате за Груевски. Па ова му го кажав на Груевски. Значи му кажав, Ова е дел од разговорот со Груевски. значи му кажав, конгрес беше и ќе биде наместен и му кажав дека јас мислам дека он треба да не се меша во изборот на лидер и дека треба да застане позади мене. Како лидер на Да. ВМРО ДПМН. И он ме за праша лидер. зошто. Му реков, ќе ти кажам сега зошто. Затоа што сум 25 години во ВМРО, зашто пораснав во ВМРО, зашто штрајкував со глад, мрзнев за идеологијата на ВМРО. Значи, пазете, не зборувам ВМРО да помане. Идеолошката субстанца на она историското ВМРО. Затоа што, и ова му го реков, те бранев од бомби кои што никој не можеше те одбрани. Затоа што ме пративте да зборам против Бејли пред Државна изборна комисија зашто имам СМС-и и така натаму и така натаму. Ако некој ме горел, му реков тоа си ти, господине Груевски. И сега е време да застанеш позади мене. Сега ако не ви чинам ради вас, а не ради мене. Така, е тоа беше тоа. Бидејќи сме при крај на разговорот, во интерес на времето, најавивте пред неколку месеци така условно кажано одбрана на Македонија, а на последниот протест пред собранието, кој што беше поголем, помасивен протест на Во Филип неделата Петровски, беше, да и така. не му беше дозволено да зборува на бина. Зошто? Да. Се разидувате со луѓето кои што го организираат тој протест? Протестот го организираше Јанушев, генералниот секретар на ВМРО ДПМН, сокриен во тајност. Значи Тоа е во протестот контекст на ова што кажеш, ВМРО ги организира протестите, Да. ама председателството се крие. Да. Значи беа организирани наполнети автобуси по списоци
затоа имам изворни информации, имам SMS-и, комуникации, така натаму, имам доста развиена мрежа на информатори, бидејќи тоа ми се блиски луѓе со кои што 20 години работиме. И во моменти кога ние дојдовме на протестот, луѓето што беа доле не кореспондира со луѓето што беа горе. Затоа што за да не му се преземе тронот и приматот на Мицковски, горе се ставаат типови како на пример Тодор Петров, Палчо, Солза и слични, кои што немаат идеолошка поврзаност со граѓанството, односно членството на ВМРО-ДПМН, што е доле. И многумина реагира зошто не шета да слушаме или музика на концерт или да чуеме конкретна порака како ќе реагира членството, односно врвот на партијата или првенците по идеолошка линија за да се одбрани Македонија. И затоа они отидоа доста од нив разочарани и девастирани, а таму беше направено циркус без потреба. Само да ја прашам режијата, дали материјалот кој што го имавме снимено од колегата Антонио го имаме подготвено за да го пуштиме вака чисто како илустрација? Ајде ќе ве замолам. Значи Филип, ние веќе една недела се занимаваме со тоа што бойкотирам или блокирам, кои што стојат пред собрание, му прават на градов реално. Добро. За она сериозна блокада која што нели буквално го затвара центарот на градот и луѓе не можат да се вратат од работа до 18 часот. Ако имаме снимката, како што ти кажав, пред некое време, би рекла, ова е веќе пред нешто помалку од 1 час, мал инцидент во кој што ете 20-ната луѓе кои што овде стојат и како што рекоа претежно пензионери почнале со своите бастуми да ги удираат овие автомобили, да и да ги спречат да коментираме или да, слободно. Сакав да дадеш коментар. Односно прашањето е не велам конкретно за оваа случка, туку дали ова е начин, и оваа случка ќе искоментирам. Ова е намерна провокација од полицијата. Сега ќе ви кажам зошто. Од која полиција сега? Ама дозволете да ви кажам моје мислење. Значи, ако полицијата сака да го обезбеди просторот, како што го обезбедува просторот кога идеме на пример кај Василевски во Охрид, кај Арнаудов, кога бевме кај Бети Канчевска, Милевска, значи они го обезбедуваат во два прстена од 300 до 500 метри. Овде за колата да дојде пред собрание требала да биде пуштена кај Палома Бјанка. Некој ги пуштил намерно за да дојде до судир. Полицијата има обврска кога е најавен протест, а знам дека тоа е едно од оние 84. Сега, само ќе ти кажам пред малку пред да се случи ова, ние имавме слика од дрон, која што покажа дека луѓето не беа се уште на целата улица, беа само на едната половина и колите беа пропуштани во еден правец. Јас пред да дојдам во емисија поминав од таму, беше затворена раскрсницата кај болницата. Не знам кај баш малку подоле, сега ги нема луѓето таму. Сега се поместени по ова не се. Прашањето ми е дали ова е начинот? Да. Само ова е начинот? Не, ова е еден од начините. Според мене треба цел народ да се најде на улица. Добро. Ова е една од 80 фракции? Ова е не е фракција тоа се една од организациите кои што се таму, тие се таму со шатори проти собранието и се присутни 24 часа. Ние имаме хоризонтално, па ќе се вратам на Родинов, имаме хоризонтално уредување, нема пирамида, значи нема шеф на овие 84 организации, нити Филип е шеф, нити Бачев, нити никој. Секоја организација е здружена на хартија со подпис дека ќе се бори против промена на името. Но секоја организација има различен пристап. Некој пишува писма, некој блокира. 20 луѓе треба да бидат причина градот да не функционира. Ете, велите, вие сте сите по хоризонтална линија, секој има свој представник, значи има луѓе кои ќе излезат и на телевизија, и на социјални мрежи, ќе ги кажат ставовите, до кога мислат да го прават ова вака на улица, каде што мора да бидат, како беше, 21 најмалку. 21 најмалку, за да има... Не, велам најмалку, а најчесто се толку. Јас се кажам една анекдота. Може викаат некој дојдете, ама има доволно. Тоа сакам да кажам, значи баш пред 2-3 дена, случајно, анекдота, поминува човек, му велат застани барем 5 минути, ќе не бројат. Нели, за да пројде пред полицијата дека не има точно 22. Јас сметам дека ако имаат своји легитимни... Ако закасните еден сат од работа, а не ме нервира промената на името на сила? Значи јас велам, постојат други механизми. Да сте 1000, 2, 3 секој ден, пеќе 20 луѓе, мислам дека може би треба да... Па ќе бидат.
Значи ќе бират 1000, 2, 3 и повеќе ќе бират, народот се понервозен станува. Значи политичкиот процес, насилниот тек на работите што го водат внатре во собрание ќе резултира со нервоза и надвор. За жал, Ова е на начинот и другите дозволете луѓе да ги завршам. изнервирате уште повеќе? Не, другите луѓе ни најмалку не сакаме да ги Не, затоа што така нервираме. кажеш, ќе има уште повеќе нервози. Ќе има уште Дали повеќе. Сигурен сум дека ќе има нервоза. Гледате што прават. Например, се јавуваат на луѓето и ги прашуваат дали вечер ќе одат на протест. Полиција ги приведува на информативни разговори. Пред протестот во недела на добар дел од моиве луѓе им се јавија и ги викаа подхитно да идат во станица. Ја ви предлагам да речеме вие како истражувачки медиум да проверите зошто полицијата се злоупотребува на тој начин и дали има право политичката конјунктура на власт да му се заканува на народот и да го тера процесот на промената на уставното име мимо размислувањето на целиот народ. И тоа е вака добра теза да се може следи. да се провери, така Да. е. Филип, за крај, бидејќи, Владко, не знам ти дали имаш уште Да, во некое интерес на прашање. Филип секогаш има. Да, јас сакав секогаш само има на крај добар как да Јас се изненадив завршам. што ме викнавте. Ова е прво доаѓање. Обично има медиуми што ме сакаат, има медиуми каде што има и забрана да бидам. Во ова отворено студио нема забрана за никој да гостува, напротив сме се обиделе во неколку наврати најразлични профили на луѓе да донесеме, меѓутоа она што би те замолил во иднина е да не ни импутираш како новинари наши политички ставови или какви да се, бидејќи тоа не води кон подобро демократско општество. Кои ставови ги импутирав? Само што се обративте дека вие дали вам се допаѓа промената на името, нешто што бидејќи реагираме. Зошто да не ве прашам? Вие нели смеете да имате како поединец? Ние сме Собствено мислење, но дали треба да се смени името? Па тоа е не е не, само јас ви реков Филип Петровски дека тоа не е политичко прашање, тоа е прашање вековно историско прашање. Така е. И Од тоа е најголем прашање кое што национален ги интерес. тангира сите граѓани Така е. и тоа е чувствително прашање. Никому не му е мило да му се смени името. Зборувавме за политичките алтернативи за тоа како да се постигне овој договор или подобар од овој. Филип, да завршам онака како што почнав. Кажав дека е човек кој што добар дел од своите ставови и мислење ја користел улицата за да ги Се борел за своите ставови. искаже. Јас едно вакам најдомакинско прашање. да не идам многу на улица. Како семејството реагира на оваа твоја и бурност и експлозивност, начинот на кој што сакаш да ги постигнеш нештата? Тешко име. Не само на семејството, на сите што ме знаат им е тешко. Јас гледам дека секој во овој травматичен период се крши. Имате две насоки. Едни викаат ќе идеме до крај на улица, па ако треба и нека не уапсат. Други викаат што не е алтернативата да собереме куфери или да се селиме од оваа држава, бидејќи не сме се родиле во Северна Македонија, сме се родиле во Македонија, па пред да ни ги променат пасошите, барем со пасоши од Република Македонија да емигрираме. Значи, националната траума е од најголем можен стрес што сум го видел од како се занимавам со политика. Согласно тоа е и моето однесување. Моето однесување не е тактичко, не е дипломатско и не е политичко. Многу е на прва. Јас се однесувам народски. Многу е на прва. Па јас сум народен трибун. Апсолутно. Јас сакам да го изразам мислењето на народот. Ја не очекувам од ова Добро, што им велиш ништо. на твоите за да ги смириш, пошто велиш не им е тешко? Утепајте ме. Сменете ме. Не велам на твоите дома. Па на моите дома тоа да им те викам. сменат. И јаве жена ми ја прашувам, нели ме знаеше каков сум? Нели ме виде Што пред да ме мислеше? земеш? Што Што не си направи ресерч? А тоа е, затоа што ти добро ме знаеш, значи деца бевме и ти беше дете. Да. Ја бев 15 дена 97 година во март. Така е. Не на улица, во шатор спиев пред собрание. На улица бевме 40 дена. Имавме своји убедувања, за жал ке кажам, тоа што тогаш не ме послуша политичката конјунктура, ја доведе ситуацијата вака. Ја најавивме и војната и двојазичноста. Сега имаме на врата и двојазичност и промена на името и нема да има ни трага од онаа држава за која што се боревме кога бевме студенти и поставувавме шатори. Филип, ти благодариме. Така, тоа беше Филип Петровски, човекот кој што секогаш е гласен, секогаш ги искажува своите ставови без разлика на тоа дали некому му се допаѓа или не. Филип, ти благодарим уште еднаш што беше гостин.
Одиме со една кратка пауза и се враќаме со останатите предвидени содржини во денешното издание на Студио 1, а следува оној позабавниот дел.